Здраво и добродојавте во ова видео за вакцини, кој ќе биде прво видео од 3. И во ова видео ќе објаснам како всушност функционираат вакцините, барем генералната идеја, нема да идеме во премногу детали, но сепак за да ме следите, пожелно е да имате познавање од имунологија, например да сте ги гледале претходните 120 видеа, да знаете биохемија, молекуларна биологија, генетика, биохемија, физиологија и слично. Сега свесен сум дека голем дел од вие што ќе го гледате ова видео ги немате тие предзнаења, што ми отежнува работата, но сепак ќе направам еден многу краток, површински вовед за како всушност функционира имуниот систем. Значи ова е најопшто што можам да објаснам, а сепак да добиете некакво разбирање. Во ред, да започнеме. Првично, ова вдека што го гледате е некој патоген организам. Значи ова може да е вирус, бактерија, фунга или некаков паразит. Сега, кога даден патоген организам ќе изврши инфекција, тој може да биде интрацелуларен, значи внатре во клетките на домаќиот, или екстрацелуларен, надвор од клетките. Голем број патогени, всушност во даден момент се екстрацелуларни, некогаш се интрацелуларни, така значи може да се кријат или да искочат. Во ред? Сега, без разлика дали патогениот организам се наоѓа внатре или надвор од клетката, имуниот систем треба да примети дека има патоген организам и да действува. Сега, имуниот систем нема очи, така значи имуниот систем не може да го види патогенот и да рече он дека бактеријана, она не треба да биде тука. Него ја препознава хемиски. Сите организми на планетава Земја имаат одреден хемиски состав. Нашиот имун систем знае, во наводници, какви молекули имаме во нашето тело и он ги толерира тие. Но кога ќе најде нешто што не е дел од нашето тело, он реагира. Молекулите кои имуниот систем ги препознава и дава одговор кон нив се нарекуваат антигени. Во ред? Антигените најчесто од биохемиска гледна точка се протеини. Може да бидат и шеќери, може да бидат некои конјугатни молекули, но најчесто се протеини. И овие антигени може да се наоѓаат на површината на патогенот организам, внатре во него или пак да бидат излачени во околната средина. Во ред? Значи антигените може да се наоѓаат надвор од патогениот, на површината на патогенот или внатре во патогениот организам. Во ред? Сега, овие антигени, како што спомнав, најчесто се од протеинска природа. Значи се еден долг синџир од аминокиселини кој има одредена тридимензионална форма. И најчесто нашиот имун систем овој протеин не го препознава како целина. Него има одредени делови од протеинот кои се покарактеристични за протеинот, кои што ги препознава. Тие делови се нарекуваат епитопи. Пример, можеме да речеме дека ова овдека е еден епитоп од овој антиген, ова тука дека е друг епитоп, ова вдека дека е трет епитоп. Во ред? Кај мене, например, имуниот систем, можеби кога ќе го препознае овој антиген, ќе го препознае овој овдека е епитоп. Кај вас, можеби ќе го препознае овој, кај некој трет човек ќе го препознае овој. Во ред? Ќе се навратиме на ова, кога ќе збориме за имуна меморија, бидејќи тука сакам да спомнам уште нешто. Сега, кога патогенот организам се наоѓа внатре во некоја клетка, интрацелуларно, тие протеини, тие антигени се наоѓаат внатре во клетката. Така што нашиот имун систем не може да ги види. Но, организмот има паметни начини како да ги презентира. Значи, тие антигени ќе бидат преработени од страна на клетката и ќе бидат презентирани на едни молекули кои се нарекуваат МХЦ молекули, или ако збориме за луѓе, тоа е HLA. Во ред? И бидејќи ова е најверојатно некоја си обична епителна клетка, ќе бидат презентирани на МХЦ класа 1. Во ред, бидејќи ова не е антиген презентирачка клетка и нема можност да ги презентира на МХЦ класа 2. И само така ќе ги презентира, така што имуниот систем ќе знае дека во оваа овдека клетка има некаков протеин кој што не е дел од нормалниот протеински репертоар на клетката. Сега, например, некои вируси и интрацелуларни бактерии имаат механизми да ја натераат клетката да не ги презентира, да ја речат не може, не го оставај протеинот таму, но нашиот имун систем има начин и тоа да го примети. Али нема да говориме сега за тоа, бидејќи тоа се премногу детали. Сега, кога патогенот ќе влезе, организам во телото, првиот дел од имуниот систем кој ќе го препознае е така наречениот вроден имун систем. И ово е составено од најразлични клетки и протеини. Најпрепознатливата клетка од вродениот имун систем е макрофагот. Сега, макрофагот и останатите клетки на вродениот имун систем
не препознаваат унаводници со кој патоген организам си имаат работа, него само препознаваат дека има нешто што не треба да е тука. И тоа го прават со едни рецептори, голем број на различни рецептори кои што влегуваат во една група на Pattern Recognition Receptors. Океј? И овие рецептори се наоѓаат на површината на клетките, исто се наоѓаат и внатре во нив. Така значи има рецептори и внатре во клетката со цел да бидат препознаени некои интрацелуларни патогени. И овие рецептори препознаваат некои најчести патоген асоцирани молекуларни образци, значи Pathogen Associated Molecular Patterns, или пак некои молекули кои што ги има кога имаме оштетување на ткивото, значи Damage Associated Molecular Patterns. И они кога ќе го приметат тоа, идат кон тоа што го приметиле и го проголтуваат, го фагоцитираат и го разградуваат. Во ред, значи ќе бележиме дека патогенот организам ќе се најде внатре во макрофагот, внатре во везикула од макрофагот и ќе се фузира со други везикули кои носат најразлични литички ензими и ќе го разградат. При тоа макрофагот ќе сигнализира во околната средина дека тука има некаков проблем, да се знае унаводници телото и имуниот систем да дојдат и други имуни клетки да проверат унаводници што се случува. Значи тоа сигнализирање се врши преку едни молекули кои се нарекуваат цитокини, кои одат во околната средина, па и стигнуваат и подалеку, но со помала концентрација. Сега, освен клетките на вродениот имун систем, постојат и протеини кои што се наоѓаат во телесни течности, кои што помагаат во отстранување на патогени организми. Најпопуларни се протеините на комплементот. Така, значи тоа се протеини кои што се комбинираат на најразлични начини и помагаат на најразлични начини на имуниот систем. Нема да навлегуваме детали, имам видеа посебно за тоа. Во ред. Но, ако вродениот имун систем беше толку ефикасен, ние никогаш немаше да се разболуваме. Така што патогените организми имаат развиено голем број начини со цел да се справат со нашиот имун систем, така што и они би преживеале, така би се размножувале. Поради тоа потребен ни е адаптивниот имун систем, кој што често се нарекува стекнат имун систем, но го имаш од раѓање. Барем машинеријата, додека вооружањето се стекнува. Значи овдека имаме една дендридична клетка, или на македонски ја преведуваат стеблеста клетка, и она е антиген презентирачка клетка. Постојат и други антиген презентирачки клетки, но дендридичните се најдобри во тоа што си го работат. Сега, антигените кои се наоѓаат во околината или цел патоген организам може да биде внесен натре во дендридична клетка преку фагоцитоза. Сега, овие антигени ќе бидат преработени и се што е внесено од надворешна средина преку ендоцитоза или фагоцитоза ќе биде преработено и презентирано на МХЦ класа 2 молекули. Океј, значи на МХЦ класа 2. И сега пептиди од тој антиген, значи се разградува на помали парчиња, се презентираат на МХЦ класа 2. Но антиген презентирачки клетки можат преку крос презентирање да го презентираат и на МХЦ класа 1. Иако протеинот не се експресира внатре во клетката, значи можат и на МХЦ класа 1 да го презентираат. Сега, зошто ова презентирање на антигените е битно? Во телото имаме едни клетки кои што се лимфоцити и се нарекуваат Т клетки. Во ред, значи Т клетки. Имаме главно може да ги поделиме на два субтипа на Т клетки, CD8 позитивни, значи CD8 позитивни и CD4 позитивни. Во ред, тоа името доаѓа од молекулава овдека што ја имаат покрај Т-клеточниот рецептор. Сега, овие Т клетки го препознаваат антигенот, али не го препознаваат директно. Така, значи не може да налетаат овдека на антигенов и да го препознаат, него овој антиген мора да биде презентиран на МХЦ молекула. И во телото имаме голема популација на CD8 и CD4 клетки, кои имаат најразлични Т-клеточни рецептори. Океј, значи ова вдека е Т-клеточен рецептор, кои препознаваат најразлични антигени. Така, значи имаме некој кој препознава црвен антиген, некој кој препознава жолт, некој кој препознава фиолетов и така натаму. Значи огромна популација од најразличните клеточни рецептори. Некои од тие ќе успеат да го препознаат овој антиген кој е презентиран на МХЦ молекулата. И со помош на костимулаторни молекули кои се наоѓаат на површината на дендридична клетка и дополнително цитокини кои служат за сигнализирање, кои ги има во околната средина бидејќи најверојатно имаме воспаление. Овие соодветни
CD8 и CD4 те клетки ќе бидат активирани. Така, значи, ќе најде дендричната клетка, тоа најчесто се случува во лимфните јазли, значи ќе најде на соодветна CD4 и CD8 клетка, те клетка која ќе го препознае овој антиген. И тие сега ќе станат активирани. Овие активираните клетки понатаму ќе пролиферираат, односно ќе се размножуваат, ќе се добијат многу клонови од истите и ќе се диференцираат. Значи од CD4 те клетките ќе се добијат така наречени T-helper клетки или накратко TH и последат повеќе субтипови, најпознати се 1, 2 и 17. Исто така ќе се добијат мемориски T-helper клетки. Значи T-helper мемориски. Во ред, и ова се клетки кои го имаат истиот Т-клеточен рецептор кој го препознал овој антиген и ќе останат нешто си подолго во циркулација откако ќе биде решена инфекцијата, така што некогаш во иднина, ако повторно организмот нарета на овој патоген, многу побрзо ќе може да се покрене имун одговор. Од CD8 позитивните ќе добиеме цитотоксични Т-лимфоцити, односно накратко CTLs. Исто така ќе добиеме и мемориски CD8 позитивни Т-клетки. Сега ќе ги забележам како CTLs memory, иако не се бележат така. T-helper клетките главно се одговорни за координација, организација на имуниот напад. Така, значи како да се реагира кон дадениот патоген, како најуспешно се отстрани и слично. Тоа го прават главно преку соодветна цитокинска сигнализација. Значи ако има еден патоген ќе сигнализираат со одредени цитокини, ако има друг патоген ќе сигнализираат со други цитокини. И така натаму. Додека CTLs главно се одговорни да ги тераат инфицираните клетки, тие во кои има интрацелуларни патогени, да се самоубијат, така да влезат во апоптоза. И во голем број инфекции, една од најбитните улоги на T-helper клетките е да ги активираат Б клетките. Сега ќе видиме што мислам со тоа. Овдека лево ги гледате овие портокалови клетки кои ги имам нацртано. Тие се Б клетките. Вред исто и тие се лимфоцити и се дел од адаптивниот имун систем. Повторно, во циркулацијата имаме голем диверзитет на различни Б клетки. И Б клеткиве го препознаваат антигенот со нивниот Б клеточен рецептор. Значи, ова вдека е Б клеточен рецептор. Сега, Б клеточниот рецептор, најбитната компонента од него е антителото. Во ред, значи ова вдека што всушност го имам нацртано е антитело или исто така наречено имуноглобулин. Во Б клеточниот рецептор влегуваат и други протеини кои што се битни за препознавање, но нас сега тие не ни се битни. Тоа што е најбитно е антителото. И бидејќи во телото има голема варијабилност на различни Б клетки кои имаат различни антитела како рецептори, ќе се најде некоја Б клетка која ќе го препознае соодветниот антиген. Во овој случај тоа беше некој си црвен антиген. Сега, она кој ќе го препознае, она ќе го внесе внатре, ако има крослинкинг со повеќе антитела, ќе го преработи и ќе го презентира на МХЦ класа 2. Че тоа го бележав со оваа боја всушност. Значи ќе го презентира антигенот и таа најчесто само по себе нема да се активира ако дојде во контакт со антиген. Потребно е да најде на некоја T-helper клетка, значи CD4 позитивна активирана Т клетка, која ќе го препознае тој антиген, бидејќи претходно нели го видела на дендритична клетка и при тоа со соодветна стимулација да ја активира оваа Б клетка. Сега, постојат некои антигени кои можат да активираат Б клетката без помош од Т клетката. Значи тоа се нарекува Т клеточна независна активација и тоа најчесто се некои непротеински антигени. Но најчесто за да се активира Б клетката потребно е помош од соодветна T-helper клетка. Сега, кога ќе се активира оваа Б клетка, она ќе пролиферира и ќе се диференцира исто како Т клетките. При тоа ќе се добие диференцирана Б клетка во плазма клетка и во мемориска Б клетка. Плазма клетката ќе почне со голема продукција на овие антитела кои го препознале тој антиген. Првично продуцира антитела IgM антитела, секреторни IgM антитела, кои што се пентамерни, значи се така малце посложени,
но немаат толку голем афинитет за антигенот. Значи, они го препознаваат антигенот, но кога ќе се слепат за него, не остануваат долго време. Така, значи, се слепуваат, па се одлепуваат, па се слепуваат, па се одлепуваат. Сега, не е баш тоа така, но можете така да си го замислите. Но, со тек на време, оваа плазма клетка ќе заврши во герминални центри, во лимфните јазли и ќе созре. И се случува нешто што се нарекува афинитетно зреење. Така што со тек на време, под дејство на одредени T helper клетки, она ќе направи class switching, ќе почне да продуцира IgG антитела и дополнително вариабилниот дел од антителото ќе има поголем афинитет кон антигенот. Тоа значи овие антитела многу подобро ќе се у наводници слепуваат со антигенот. Имаат поголем афинитет. Значи после некое време, да речеме недела, од која ќе почне продукцијата на IgM, може биде подолго, ќе почне се продуцираат IgG антитела. И ова е повторно подпомогнато од T helper клетките. Сега, зошто се овие антитела толку битни? Антителата имаат оваа општа структура која разгледаме вдека, значи овој дел, како што е бележано се е Fab делот, тоа што штрчи надоле е FC регионот. Овој подолгиот синџир се нарекува тешкиот синџир, а ова помалово е лесниот синџир. Делов, кој е вака со тенки црвени линии, е константниот регион, додека овој овдека кој е со подебели црвени линии е вариабилниот регион. Вариабилниот регион го препознава антигенот, додека константниот има ефекторни улоги. Сега, може би не свативте што се тоа значи и зошто е тоа битно, но не ви е сега толку важно. Имам повеќе видеа за тоа, ако сакате да видите. Сега, антителата кои ќе се врзат со антигенот, тие му пречат на патогенот на повеќе начини. Значи, самото слепување на повеќе антитела со патогенот му оневозможува тој да си ја врши функцијата како што сака. Така, например, сака да влезе во клетка, сака да се размножува, и потоа му е отежнато бидејќи има многу антитела кои се исполепени на него. И тие антитела може да слепат повеќе вакви патогени едни со други и да им го отежнат нивниот животен циклус, каков и да е. Дополнително, FC регионот овозможува активација на комплементот. Исто така, голем број клетки, главно клетките на вродениот имун систем, например макрофагите кои ги разгледавме, имаат рецептор кој се нарекува FC рецептор. Со тој рецептор го препознаваат антителото, така што знаат каде се наоѓа патогенот и можат многу полесно да го фагоцитираат. Тоа се нарекува опсонизација, кога се бележени патогените од, пример, антителава. Исто и комплементот помага во процесот на опсонизација, но тоа сега не ви е толку битно. Антителата имаат и некои други улоги, но вие се главните. И антителата помагаат многу во исчистување на антигенот, поточно патогенот, од организмот. Не се многу корисни за сите патогени организми, но во најголем дел од времето се корисни. Така што со најголем дел од вакцините, крајната цел е да постигнеме да телото продуцира вакви антитела против антигенот на патогениот организам. Сега, освен моментална продукција, сакаме да се потикне и создавање на меморија. Значи, на вакви мемориски Б клетки кои ќе стојат на готовост. Така што, ако телото повторно најде на овој антиген, црвениов, Б клеткава ќе може одма да премине во плазма клетка и да продуцира антитела, без при тоа да мора да биде активирана од Т клетка. Значи, многу побрзо ќе иде работата. Нормално, некогаш, кај некои патогени, побитно ни е да имаме Т клеточен имунитет. Во ред, например, кај некои интрацелуларни патогени, многу често е битно да имаме активирани CD8 позитивни Т клетки, односно CTLs. Така, значи, овде ќе нацртаме една, која, како што спомнавме, ги тера клетките кај кои ќе го препознае овој антиген да влезат во апоптоза. Тоа иде преку соодветна сигнализација со цитокини и ќе натера оваа клетка да влезе во апоптоза. И пред тоа ако изумре, најчесто ќе изумре и патогенот кој се наоѓа внатре во нејза. Или пак ќе се спречи брзо ширење на инфекцијата. Сега ќе речете, добро, се ова е битно и окей, сваќам, но зашто е тогаш потребна вакцина, ако имуниот систем се ова може да си го направи? Поентата е да со скоро сите инфекции
времето е од прашање. Значи кога ќе влезе патогенот организам во телото, тој почна да се дели. Така има различни механизми како тоа може да се направи, зависно кој патоген е, но почна да се дели и да понатаму да прави проблеми. Сега, да телото развие ефективен адаптивен имун одговор, потребно му е 7 до 14 дена. Зависи. Во тие 7 до 14 дена патогенот веќе може да се реплицира многу пати. Но ако ти имаш адаптивен имун одговор кон патогенот уште од првиот ден, кога влегол во организмот, ти ќе го сотреш уште пред тој да почне да прави проблеми. Така што сакаме со вакцината да постигнеме телото да има готов адаптивен имун одговор кон дадениот патоген уште од старт, а не да чекаме, осно телото да треба да развие имун одговор, бидејќи се губи на драгоцено време. Сега, ако имаш антитела против даден патоген, дали тоа значи дека не можеш да заболиш од истиот? Па и да и не. За некои патогени организми антителата се многу битни, но за некои не се. Сега, кога викаме дека си имун на некој си патоген, така си го прележал, тоа не значи дека тој патоген организам не може пак да влезе во телото. Да речеме, ако прилежиш некој вирус, и сега тој вирус, кога следен пат ќе те види у наводници, нема да си рече, не, овој е имун. Не, тој пак може да влезе у телото, пак да влезе во дадени клетки. Но поентата е дека имуниот систем толку брзо ќе го реши проблемот, пред воопшто ти да развиеш какви било симптоми. Вирусот може би инфицирал 5-6 клетки, но тоа е голема работа, дутре ќе го нема. Така значи, кога ќе прележиш нешто, не дека имаш тико заштитна бариера околу тебе и патогените се одбиваат, не, они пак може да влезат, но одма се уништени. Сега, некои патогени организми кои ќе ги прележиш, викаме дека имаш доживотен имунитет, а за некои трае година дена. И тоа зависи од два фактори. Колку силен имун одговор предизвикал патогенот. Така, ако потешко го поминеш, имаш потешка клиничка слика, најчесто ќе имаш повеќе мемориски клетки од која ќе победи инфекцијата, така што имунитетот кон тој патоген ќе ти трае подолго. Ако не предизвикал толку тешка клиничка слика, најчесто ќе имаш помалце мемориски клетки или воопшто ќе немаш. Друга работа што влијае е колку често се менува патогенот, односно антигените на патогенот. Сега, како што спомнав, најчесто антигените се протеини. Протеините знаеме дека се кодирани од гени. Сега, во секој организам постојано настануваат мутации. Тие мутации најчесто се небитни. Така, значи, или ќе се случи мутација во некој дел од геномот кој не кодира за протеин, за некој антиген, или ќе се случи мутација во некој протеин кој што е небитен, или пак мутацијата ќе го смени кодонот во некој кој кодира за иста аминокиселина, така што промената нема биде значајна, или пак можда промената е во некоја си аминокиселина која е внатре у протеинот, така што нема да се смени терциерната структура многу и ќе останат епитопите исти. Но некогаш, по лоша среќа да речеме, може да се случи мутација во геномот, така што кодонот кој бил сменет кодирал за некоја аминокиселина која е, например, тука. Сега, тоа влијае така да се смени терцијната структура и епитопите се променат. Така што наместо сега вака да изгледа епитопот, може ќе изгледа на следниот начин. Така што ти имунитетот кој си го стекнал против тој антиген, сега не ти важи. Така имуниот систем не го препознава овој антиген бидејќи има различен епитоп. Така што ја можеби сум го прележал овој вирус и јас сум развил антитела против овој овдека епитоп. Така, али ти си развил антитела против овој тука епитоп. И сега кога се сменил вирусов, ја повторно сум имун бидејќи моите антитела се за овој епитоп, али ти не си бидејќи твоите антитела биле за овој тука епитоп. Сега, ја малце симплифицирам работа, не е баш така едноставно. Најчесто се повеќе епитопи во игра, повеќе антигени, така најчесто не правиме антитела само против одреден антиген. Обично повеќе антигени се препознаени од имуниот систем и имаме поликлонален одговор. Но тоа е основната идеја која сакам да имате во глава. Сега, ако направивме една кратка сумација за како всушност функционира имуниот систем, можеме да преминеме на тоа како функционираат вакцините. Сега, разликуваме два типа на имунизација. Пасивна и активна. Под пасивна му даваме на телото готов имун одговор кон даден антиген. А под активна го потекнуваме телото самото да развие имун одговор кон дадениот антиген. Сега, пасивната најчесто подразбира давање на готови антитела. Вред,
Значи му даваме на телото готови веќе продуцирани антитела кон даден антиген. Сега постојат и методи каде што се дава готов клеточен имунитет, значи не само хуморален, што се антителата, него и клеточен, но тие техники и методи се уште не се употребуваат толку во клиничка пракса, се уште се повеќе на работ на технологијата, така што нема да говориме за нив. Али колку да имате на ум дека и тоа е возможно. Кога говориме за вакцинација, главно мислиме на активна имунизација. Значи сакаме да го презентираме антигенот од дадениот патоген на безбеден начин. Вред, така што имуниот систем да го види во наводници и да покрене имунодговор кон истиот. Првиот начин кој тоа може да го постигнеме е со живи атенуирани вакцини. Кај овие вакцини го зимаме патогенот кон кој сакаме да се развие имунодговор, го ослабнуваме, односно атенуираме, ќе видите понатаму видеото како всушност тоа се прави, и го внесуваме во организмот. Значи всушност инфицираме со ваков ослабнат патоген, така што ќе се предизвика инфекција на некое си минимално ниво. Не би требало да направи никакви проблеми, но би требало да е доволно за да се развие соодветен имунодговор кон истиот. Следни на листата се вакцини кои се многу слични, а тие се мртви инактивирани вакцини. Инаку името не е мртви инактивирани, него е или мртви или инактивирани. Двата термина се користат во пракса. И кај овие вакцини го зимаш патогенот организам, али тотално го онеспособуваш. Значи ти можеш да го земеш овој дека вирус да речеме, но да му го извадиш генетскиот материјал, така што тој е тотално нефункционален, но протеинската обвивка која е надвор, таа која имуниот систем ќе ја препознае, ќе биде сосема иста како и кај нормалниот патоген, но овој патоген нормално воопшто е нефункционален, мртов. Една аналогија ако направиме овдека е, например, вие сте ловџи и треба да научите како да се борите против тигар. Живите атенуирани вакцини се ти носат тигар кој е ослабнат или бебе тигар, додека мртвите инактивирани вакцини се ти носат тигар кој е мртов. Сега, нормално дека ти подобро ќе научиш да се бориш спрема живиот тигар, ама има поголема шанса дека ќе те повреди. Додека ако ти дојде сад мртов тигар, нема никаква борба, ама барем ќе видиш како изгледа и ќе можеш подобро се спремиш ако најдеш во вистинската ситуација. Сега, друг начин на кој може да се потикне имуниот систем е внесување само на делови од патогенот, тоа што всушност е битно, значи само антигени. Не мора ти да внесеш цел патоген кој има најразлични антигени на својата површина, можеш да го внесеш само антигенот кој е најчесто од интерес, против кој најчесто се потикнува имунодговор. И ова може да биде само антигенот или пак може да се конјугира со други молекули со цел да биде по-имуноген, да се потикне подобар имунодговор. И дополнително најчесто кај ваквите вакцини се додаваат адјуванси. Што се ова? Ова се дополнителни материи кои што се тука да предизвикаат воспаление најчесто со цел да имуниот одговор е посилен кон антигенов. Исто така може да се стават одредени адјуванси со цел да се фаворизира одреден имунодговор. Односно дали сакаме повеќе да се стимулира Т-клеточен имунодговор или Б-клеточен. Зависи. И како последни ги имаме вакцините кои што се така најмодерни, да речеме така најпотехнолошки, каде што се користат нуклеински киселини. Сега, ако имате познавање од молекуларна биологија, генетика, биохемија, клеточна биологија и некои други предмети, знаете всушност како се прават протеини. Имам видеа за ова, можете да ги гледате. Но, ако го сумираме процесот, би бил следниот. Овдека го имаме генетскиот материјал на некој си организам, ќе речеме дека тој е во форма ДНА, бидејќи најчесто е. Сегменти од ДНА кои кодираат за даден протеин се нарекуваат гени. Поточно за дадени функционални молекули, но најчесто тоа се протеини. Значи, ова овдека е еден ген. Така, гените имаат различни субструктури, но не ви е тоа битно. Тој ген поддейства на најразлични протеини, ќе се транскрибира, така што ќе се добие RNA транскрипт, кој што се нарекува месенџер RNA. Таа месенџер RNA си заминува од јадрото и стигнува до ендоплазматичниот ретикулум или цитоплазмата, каде што под дејство на рибозоми и други протеини кои учествуваат во овој процес, се добиваат протеини и ова се нарекува транслација. Значи го имаме RNA транскриптот, имаме рибозом, имаме и други протеини кои што доаѓаат овдека, кои учествуваат во се ова и
се чита РНА транскриптот и се прави протеин. Ајде ќе обележен со црвена боја, бидејќи тој сега го разгледуваме. Тој протеин понатаму може да подлежи на посттранслациони модификации, така натаму. Поентата е ќе завземе одредена 3D структура, значи тоа понатаму ќе изгледа вака, како што ги гледаме тука. Така? Па, знаејќи го ова, ние можеме да го искористиме. Значи, ако го најдеме генот, кој што го прави антигенот од интерес, така да речеме дека овој ген кодира за овој тука антиген. Тој ген можеме да го внесеме во дадена клетка и кога ќе се најде тој таму, ќе биде експресиран даден временски период пред да биде разградена месенџер РНА и клетката, нашата клетка, ќе почне да ги продуцира тие протеини. Можеме да дадеме тука и дополнителни секвенции со цел тие протеини да бидат секретирани или пак да се прикажуваат на мембраната, како и да е, тие исто така ќе се прикажат и на МХЦ класа 1, бидејќи се произведуваат внатре во клетката. Нашиот имун систем ќе ги препознае, ќе рече овие не се наши, у наводници, нели, и ќе предизвика имун одговор против овие протеини. Така што ти ќе бидеш вакциниран само со нуклеинска киселина, која може да биде ДНА или РНА, има најразлични начини на достава до клетката и многу методи кои може да се користат, но ние ќе ги разгледаме само најосновните идеи. Пасивната имунизација, освен вештачка, може да биде и природна. Кога бебето се наоѓа во утробата на мајката, антитела од мајката ја поминуваат плацентата и му помагаат на фетусот, нели, да добие некој си пасивен имунитет. Главно поминуваат ИГГ антитела, субтипови 1, 2 и 4. И овие го заштитуваат бебето, односно фетусот, од тетанус, дифтерија, рубела, заушки и некои други заболувања, ако мајката ги прележала или била вакцинирана. Така, ако мајката никогаш не била во контакт со тие патогени, нормално мајката нема да има антитела за истите. Понатаму, од кој ќе се роди бебето, во млекото, кое го цица бебето, ова кај цицачите нели важи, имам исто така антитела, главно ИГА, но кај некои цицачи има и ИГГ антитела во млекото. И овие главно го заштитуваат дигестивниот тракт. Сега има некои наводи, некои истражувања дека кај некои цицачи во одредени услови антителата се абсорбираат, а не се деградираат и завршуваат во циркулација, но тоа не е секогаш случајот. Сега интересно е дека овие антитела всушност спречуваат да бебињата бидат вакцинирани, односно да се постигне активна имунизација рано во текот на животот. Бидејќи ако има антитела против даден антиген и ти сега го внесеш тој антиген во бебето со вакцина, антителата ќе го решат у наводници антигенот пред да се развие некој значителен имунодговор. Така, значи нема да се развие имунолошка меморија поради антителата кои ги има од мајката. Затоа се чека некогаш недели, месеци или години, зависно за што треба да се вакцинира, антителата да се деградираат, бидејќи они со тек на време се разградуваат, со цел нели да се вакцинира бебето за да се направи активна имунизација. Сега постои и вештачка пасивна имунизација. Тоа е кога домаќинот го инјектираме со готови антитела за даден антиген. Сега овие антитела првично како се произведувале. Земеш на пример одреден патоген, така или одреден антиген и го инјектираш тоа во коњ или некое друго големо животно кое ќе преживее, а ќе направи имунодговор против тоа. И сега коњот ќе направи антитела против антигенот, ти ќе земеш крв од коњот, ќе извадиш од серумот, ќе ги прочистиш и тие антитела после ги даваш на човек. И тоа порано така се правело, но проблем има да самите антитела кои му ги даваш на пациентот се имуногени. Така, бидејќи и антителата се протеини. Дури не се ни од човек, така од друго животно се, така што кај голем број пациенти може да има нуспојави, а и малце не е практично да се произведуваат антитела така во поголеми количини. Сега, друг начин на кој може да се приправат антитела за друг антиген е користење на ковалесцентна плазма. Значи ова се користи уште од дамна за наразлични заболувања и сега сигурно сте го слушнале, нели, со ковид, да речеме некој има прележано и ако има доволно голем титар на антитела, може да се извади крв, да се одвои плазмата, да се одвојат антителата, да се ресуспендираат и да се инјектираат, нели, во пациентот на кој му се потребни. И ова е всушност исто како примерот кој зборев, нели, со коњот, само што
нели за да најдеш конвалесцентна плазма треба да најдеш некој пациент кој го прележал. Така ние коњот не го прашуваме дали сакаш или не кеш да го прележиш ова заболување, само го инјектираме. Додека конвалесцентна плазма може да биде доста поретка. Затоа денеска постојат технологии за инвитро развивање на моноклонални антитела. Значи тоа се антитела кои што се врзуваат само со еден антиген. Значи ако направиш ти раствор од антитела кои што се врзуваат со повеќе антигени, тоа би биле поликлонални антитела. Така да ти правиш раствор каде што имаш антитела само за даден антиген. Во ред? Сега. Овие антитела може да се користат во најразлични заболувања, на различни патофизиологии и ги продуцираме на повеќе начини. Значи може со хибридома техника, значи имам правено видео за ова како всушност функционира и ќе објаснам на кратко, или пак да се експресираат во некои други системи, значи може во квасци, во бактерии, во растенија дури може да се прават антителата и така натаму. Сега овие антитела се многу ефективни. Како што реков, за најразлични патологии се користат за канцер, моментално има некои модерни терапии каде што на антителата се прикачуваат токсини или пак ензими, али со цел ова да функционира треба да најдеш некој антиген на канцерот за кој можеш да ги продуцираш овие антитела, што не е секогаш случајот и се доста скапи. Например, Трамп кога заболе од ковид, они одма му дадоа антитела. И одма помина, така. Но таа терапија е многу скапа и се уште не е така лесно достапна за јавноста, но ќе стане во блиска иднина и ќе се користи за голем број заболувања. И овие антитела, оваа пасивна имунизација во пракса главно се користи како против отров, така те касне змија или некое друго отровно животно и ти даваат антитела. Ако имаш некоја посериозна рана, дојдеш во контакт со почва или некои региосани метали, во тој случај ќе ти дадат серум антитетаникум, што се всушност антитела против тетанус. Односно не развијаш тетанус, бидејќи таа бактеријата Clostridium tetani прави токсин кој го излачува во околната средина, кој нели предизвикува да нервниот систем не може баш убаво да комуницира со мускулатурата, што дава карактеристична клиничка слика. Но освен тетанус нели се користи за други заболувања кои може да се јават, најчесто од некакви токсини кои што се продуцирани од различни бактерии. Сега проблемите се да овие антитела може да бидат скапи, но заштитата е краткотрајна. Така, значи, примиш антитела, се реши проблемот, но антителата, се зависи какви примиш, ИГГ, имаат време на полуживот од околу, не знам, да речеме месец дена. Тоа значи дека за месец дена концентрацијата ќе им се намалија пола, па за уште еден месец пак на пола и така натаму, и после титарот ќе биде многу мал. Не се стекнува меморија, така што твоето тело нема да може да ги продуцира тие антитела ако пак се соочиш со тој антиген. Друг проблем е само неколку употреби. Например, сигурно се слушнале дека против отров не може да се дава многу пати. Сега, зошто е тоа случајот? Бидејќи твојот имун систем ќе развие имун одговор кон антителата кои ги примаш, бидејќи тие не се твои антитела. Така што твојот имун систем ќе почне да го напаѓа против отровот. Сега, пречо тоа не е проблем, бидејќи немаш толкав титар на антитела за против отровот, но после неколку употреби имаш поголем титар на антитела против отровот и ако ти го дадат, ќе направат само проблем. Со цел ова да се избегне се прават така наречени хуманизирани моноклонални антитела и ова може да се направи на повеќе начини. Имам видео каде што зборам за инженеринг на антитела, доста интересно и треба да направам уште едно видео бидејќи има уште неколку техники кои сакам да ги спомнам. Исто така не спомнав дека овие антитела ако се даваат многу често може да се развие и хиперсензитивност тип 3 реакција. Во ред. Имам посебно видео и за тоа, ако секако и тоа ве интересира. Добро, овдека спомнав за тетанус, дифтерија, беснило, хепатит и така натаму. Овдека сега имам нацртано у кратки црти како всушност изгледа продукцијата. Значи, можеш да земеш некој животно, пример коњ, го внесуваш патогенот во него, којот прави антитела, тие антитела ги прочистуваш и се даваат на пациентот на кој му се потребни. Ако човек го прими патогенот, нормално доброволно ако прележи, антителата може да ги извадиш од плазмата, тоа нели беше конвалесцентна плазма.
Имаме хибридома техника, каде што наоѓаме Б клетка која го продуцира антителото против тој антиген, така и ја фузираме со канцер клетка, така што може да се дели повеќе и да продуцира повеќе протеини и се одгледува во инвитро, во медиум и таа постојано се продуцира антитела, се прочистуваат и се даваат, тие моноклонални антитела. Може да се направи да се најде генот во клетката, со бела боја, кој служи за кодирање на тоа антитело, тој ген да се внесе во клетките на домакинот и самите клетки на домакинот да си продуцираат антитела. Така како они самите да го створиле тоа антитело. Може тој ген да се стави внатре во вирус, има вируси кои што се користат како вектори, аденовируси и слично. И тој вирус да служи како испорака, така што тој ген сега ќе стигне кај домакинот и самиот домакин ќе си ги продуцира тие антитела. И има клеточна пасивна имунизација, каде што цели клетки може да се земат од некој домакин и да се пренесат кај пациентот и тие ќе продуцираат антитела, но нормално тоа нема биде трајно, бидејќи ќе бидат отфрлени од страна на имуниот систем на пациентот. Океј, тоа е значи во некои си кратки црти за пасивна имунизација. Ајде да ги разгледаме карактеристиките на една добра вакцина. Првично, треба да го поттикнува соодветниот имун одговор. Најчесто, за најголем дел патогени, антителата се тие кои ни требаат. Но некогаш е побитно да имаме соодветно цитокинско сигнализирање, односно дали да имаме T-helper 1 субсет, T-helper 2, така дали ни е потребно повеќе интерферон гама, TNF алфа, интерлеукин 1, интерлеукин 4 и така натаму. Некогаш многу е побитно да имаме цитотоксичните лимфоцити, особено нели кај некои интрацелуларни патогени. Следно, битно е да вакцината дава долготрајна заштита. Ова не е секогаш возможно. Значи, во совршена ситуација примиш една вакцина и доживотно си имун. Ова најчесто не е возможно. Дали бидејќи вакцината не предизвикува доволно силен имунен одговор, или бидејќи патогенот многу брзо се менува, многу често му се менуваат антигените. Трето, треба да има минимум нус ефекти. Значи, секоја вакцина има можност да има некакви нус ефекти. И не е возможно да се дизајнира нешто што нема нус ефекти. Значи, буквално има луѓе кои вода им штети да пијат. Значи, постојат толку многу луѓе на планетава, толку различни имуни системи, толку различни генетики. Каква и да направиш вакцината, секогаш ќе се најде даден процент на луѓе кај кои ќе дава нус ефекти. Значи, ти можеби можеш да јадеш лепи млеко без проблем, но има луѓе во Америка кои не можат. Ти можеби можеш да јадеш кикирики, но има луѓе кои се алергични на кикирики, на јајца, на месо, на што и да е. Значи, невозможно е да се направи 100% безбедна вакцина за сите луѓе на планетава. Нормално пробуваме да го минимизираме процентот на луѓе кои ќе имаат некакви нус ефекти. Но и тие нус ефекти најчесто не се опасни. Или барем не се поопасни од самото заболување кое можеш да го добиеш. Али тука знаете влегува малце психологијата, бидејќи вакцината свесно ја примаш, под твоја контрола е дали ќе ја примиш или не, а дали ќе се разболиш или не, не е под твоја контрола и така што не се очувствуваш одговорен ако нешто ти се случи на тебе. Една аналогија која ќе искористам, да речеме, знаеме дека кога се возиш, подобро е да носиш појас, така што во најголем дел од сообраќајни несреќи појасот ќе ти помогне. Постојат многу ретки случаеви каде што појасот всушност може да ти наштети, така си заглавен, колата ја знам гори како во филмовите ќе експлодираат и те се заглави појасот, не можеш да искочиш, така што ќе настрадаш поради појасот. Или колата падне некаде у вода и не можеш да го извадиш појасот и се удавиш. Значи во многу ретки случаи појасот ќе ти наштети. Но во најголем дел од времето, појасот ќе ти го спаси животот во сообраќајна несреќа. Али за ова многу повеќе ќе говорам во следното видео, така што гледајте го тоа. Друга карактеристика е вакцината да има ниска цена, што не е секогаш изводливо, зависи каква технологија се користи, зависи од патогенот, зависи колку е поборувачката на таа вакцина и слично. Значи многу фактори диктираат цената, не е секогаш изводливо да има ниска цена, но се трудат. Последен фактор е лесна администрација. Супер би било ако сите вакцини можевме да ги примеме како апче, така не мора да има медицински персонал па да сиде на посебни локации за да се примат вакцини, односно ќе се продава во аптека, си го земаш капче, го пиеш, секој може да го направи тоа и завршена работа. Но проблемот е така примени вакцини најчесто нема функционираат. Можеби за некои патогени кои го напаѓаат дигестивниот тракт, окей.
но голем дел од вакцините мора да стигнат до циркулација. Антигените. А ако ги примаш преку дигестивен тракт, најголем дел од протеините нема да преживеат, ќе бидат разградени или нивната тридимензионална форма нема биде иста, така што нема бидат функционални. Но можеби некогаш во иднина ќе може да се обложат антигените на специјален начин, така што да преживеат дигестијата, да бидат абсорбирани и така натаму. Но не е изводливо. Сега, не постои ниту една вакцина на светот која ги исполнува сите овие критериуми до максимум. Некои вакцини се поскапи него што треба да бидат, некои не поттикнуваат соодветен имун одговор, некои се администрираат лесно, некои не, некои даваат подготовна заштита, некои не. Од многу фактори зависи, не е возможно да се постигне максимална ефикасност на сите овие критериуми, но секогаш се трудиме да се подобриме. Овдека сега имаме една кратка сумација за вакцините кои постигнуваат активна имунизација. Значи, може патогенот да биде атенуиран, односно ослабен. Тој е истиот, али гледате како овдека бледо нацртан, така што е послаба верзија. Може да биде целосно инактивиран, да биде убиен, само да биде како празна школка. Може фракционирано, односно да се земат само антигените и тие да се презентираат на имуниот систем. Може да се земе генетскиот материјал, да се вклопи внатре во плазмид, да се стави во клетка, да се клонира и има различни техники со кои може да се стигне до протеин, кој што имуниот систем ќе најде на него и ќе потикне имун одговор. Ајде, сега првично ќе разгледаме. Први на листата се живи, односно атенуирани вакцини. И овие вакцини обично предизвикуваат најдобар имунитет. Зошто? Бидејќи се најблиску до унаводници оригиналот. Така, значи ова е буквално ослабната верзија на дадениот патоген. И поради тоа, често со овие вакцини се прима само една доза, бидејќи имунитетот кој го добиваш е многу блиску до тој што би го добил ако вистински го добиеш заболувањето со целосна клиничка слика и така натаму. Сега, проблемот со овие вакцини е што некогаш може стварно да го инфицираат тој кој ја прима вакцината. Сега, зошто тоа може да се случи? Првично видите како всушност се прават овие ослабнати атенуирани вакцини. Значи, постојат повеќе начини, прво ќе видиме како порано го правеле тоа. И овдека имаме една кратка сумација, бидејќи има повеќе методи, но ова е главната идеја. Значи, го взимаш патогенот, така, тоа може да е значи, вирус, бактерија, габа, паразит, што и да е. И го раснеш во соодветен медиум или во соодветен домакин. Значи, денеска тоа може да се прави во инвитро култури, например, овдека ова што сум нацртал е Т-фласк се нарекува и се користи за инвитро анимални култури. Например, ова е вирус кој го инфицира респираторниот тракт. Но ти овдека, да речеме, ставиш клетки од респираторен тракт на, не знам, некој мајмун. Во ред? Сега, клетките се релативно слични. Така, значи имаат слични протеини на својата поршина, но не се баш идентични и средината во која ќе се наоѓа овој патоген не е баш идентична. Но сепак, постојано ќе го презасејуваш и постојано ќе го држиш во култура овој патоген, значи полог временски период, така што овој патоген ќе биде селектиран да расте подобро во овие клетки во кои го одгледуваш, бидејќи тие кои растат подобро повеќе преживуваат, така што со повеќе одгледување тие се фаворизираат. Ова е еден си начин вештачка селекција која човек ја прави уште од пред илјадници години, така например денес имаме брокула, карфиол, роквица. Тие зеленчуци не постоеле. Сите тие се изведени од зелка со селективно одгледување. Така, значи се зимаат одредени зелки и ја гледаш оваа расте малце поразлично од таа друга и после таа ја зимаш и размножуваш повеќе, оваа другата ја зимаш на друго место ја размножуваш повеќе и цело време така ги селектираш тие кои ги сакаш и добиваш нешто што изгледа различно, има различен фенотип. А и генотип до одредена мера. Например, како имаме денеска туку раси на кучиња, едноставно со селективно размножување. Епа, идејата е слична и тука. Така што го одгледуваш у наводници патогенот да расте во средина која е блиску до таа како на човек, но сепак се разликува во некој параметар, така да, кога тој патоген ќе го земеш и ќе оставиш во човек, нема да расте оптимално, бидејќи се навикнал нели да расте во инвитро услови. И он ќе направи некоја инфекција, но таа ќе биде многу мала, така што имуниот систем ќе ја среди брзо и ќе постигнеш убав имунитет. Но што е замката тука? Кога дадениот патоген
ти си го ставил да го одгледуваш во дадена средина, тој ќе се навикне во таа средина каде што го одгледуваш. Но, навикнувањето зависи како е постигнато. Значи, ако се навикнал во новата средина, тоа значи дека експресијата на одредени протеини му е различна или пак протеините се малце различни. Тоа значи дека има настанато промени во геномот. Значи да речеме дека ова е генетскиот материјал на патогенот, кога стартувал како див тип. И ти сега го одгледуваш во оваа средина, нели одредено време, и тоа значи некои промени ќе настанат. Да речеме настанала промена тука и настанала промена тука. Во ред? Со овие промени, патогениот организам сега може да живее во инвитро средината. И ти сега ќе речеш, добро, сега ваков ќе го ставам во човекот. Сега, кога ќе оставиш во човекот, има шанса, бидејќи патогенот секој пат кога се размножува во реплицирање генетскиот материјал, постојано настануваат грешки. Некои од тие грешки може да се случат така да промените кои настанале да се ревертираат, така што ќе се врати во дивиот тип и ќе изврши инфекција. Сега, ова си има случувано, например, кога се правиле првичните полио вакцини, тоа се полиовирусот имал разлики во геномот, но не доволно. И кога вакцинирале деца, после некое време, кај некои вирусот се враќал во првобитната состојба. Така, значи, ги повратувал сите промени кои му настанале и се враќал во првобитна состојба и правил инфекција. Затоа денеска за полио се користат инактивирани вакцини. Сега, дали даден патоген ќе успее да се врати во својата унаводници првобитна состојба, во својот див тип, зависи од тоа колку промени настанале, каде настанале промените, така ако настанале тука сите промени или се пораспределени, и какви промени настанале. Така, значи црвена промена, зелена промена, виолетова. Сега, ова вака го бележам ко со бои, го раскажам ко приказка, али има цела генетика позади тоа. Така, дали промената настанала во даден во еден кодон, дали тој кодон пак кодира за иста аминокиселина, дали настанал во промотор за експресија и така натаму. Дали одреден сегмент само транспозирал на друго место и многу различни начини на кои може да настават промени во геномот и тоа да влијае на патогениот организам, на неговата виабилност, така колку е способен да не инфицира. Сега ние вака кога го одгледуваме во инвитро средина, не знаеме колку промени настанале, дали тие имаат голема или мала шанса да се ревертираат назад. Затоа денеска со генетски инженеринг можеме ние да му ги направиме промените на паметен начин, така што шансите да се врати назад во првобитна состојба ќе бидат многу мали. Но секогаш ќе постои некоја шанса да се врати. Едноставно проблемот е во комбинаторика, математика. Едноставно, ако имаш одреден геном на даден патоген, кој што опфаќа, ајде ке речеме, 10.000 базни пара. Во ред. За секој базен пар, за секоја база да речеме, имаш 4 комбинации. Значи може биде аденин, може биде цитозин, гванин или тимин. Или нели ако е RNA базиран вирус, може тука и урацил да се вметне. И ако имаш 10.000 можни позиции, тоа значи дека имаш 4 на 10.000 можни комбинации на тој геном. Сега, најголем дел од овие комбинации нема да дадат успешен патоген. Така што може би само 10% од сите овие комбинации даваат патоген кој воопшто функционира. И во природата ова се селектира. Постојано настануваат промени при секоја делба, така што некои промени даваат некои карактеристики кои се фаворизираат, така што се селектираат во наредната генерација. Некои промени го прават помалку успешен патогенот, така што тие промени ги снемува. Сега, некои патогени, особено вируси, се реплицираат многу. Така што може во еден ден да направат 100 милиони копии. Океј? Во тие 100 милиони копии ги има најразлични промени. Така и таа си се замисли секој ден се прават 100 милиони копии, 100 милиони копии, 100 милиони копии и плюс тоа се случува во 100 милиони луѓе. Така, значи 100 милиони копии во еден човек, пута 100 милиони луѓе, огромен број на копии. Така, големи пермутации се тоа. Така што некогаш и негде, како што иде песната,
има шанса промените да се ревертираат назад. Така што вирусот да се врати во својата првобитна дива форма и да предизвика инфекција. Сега, може да анализирам повеќе детали, ама треба да знаете генетика, значи како се реплицира, како настануваат промените, зошто всушност може да се случи да се ревертира назад и така натаму, но тоа е генералната идеја. И одека добро го имам напишано тоа се што го кажав, затоа денеска користиме инактивирани вакцини, но денеска со паметен инженеринг можеме да направиме многу добри атенуирани вакцини, така што ќе онеспособиме само одредени гени на одредени позиции кои имаат мала шанса да се ревертираат. Сега многу интересен пример е како е направена како вакцина у наводници, користејќи селекција базирана на температура. Значи вирус, мислам дека беше, не ми текнал кој вирус, го одгледувале вака во инвитро. Инвитро вируси се малце потешко да се одгледуваат, со бактерија полесно, но како и да е, го одгледувале во се пониска и пониска температура. Така, значи, оваа недела, например, го растат на температура од 38 степени, па после 37,9, па следната недела 37,8 и така натаму и цело време снижуваат температурата. И само тие вируси кои успеваат продолжуваат да се реплицираат. И стигнуваат до температура од 37. Така, и вирусите кои ги добиле се вируси кои може да се реплицираат само на температура до 37. Ако иде нешто нагоре, не може да обстои вирусот. И овој вирус го ставаат во раствор кој се рашприцува во носот. Така што вирусот ги инфицира клетките само во периферијата, додека ако почне да иде надоле во респираторниот тракт, изумира. Зошто? Бидејќи е повисока температурата. Така што ги инфицира само клетките на слузницата кај носот и останува таму, не може да иде подлабоко. Зошто? Бидејќи внатре у телото е потопло. И ова е еден многу интересен начин како всушност може да се користат овие живи атенуирани вакцини. След на листата се мртви инактивирани вакцини. Овој вид вакцини главно потекнуваат хуморален имунитет, односно антитела. Сега, антигените од патогенот кој го внесуваме во организмот се генерално исти како и на дивиот тип. Сега, зашто викам скоро исти, бидејќи многу е битно како се инактивираат патогените. Да речеме, тука имаме даден патоген организам и сега треба да го инактивираме. Како го може да го направиме тоа? Па со висока температура, користејќи радијација или најразлични хемикали. И најчесто се користат најразлични хемикали, значи формалдехид или некои други средства кои ќе го инактивираат патогенот. Но треба да се пази. Зошто? Бидејќи со самата инактивација ние можеме да нарушиме структурата на антигените. Памтете, антигените најчесто се протеини. Протеините имаат сложена тридимензионална форма која главно зависи од примарната структура на протеинот, но зависи и од физичко-хемиските услови во кои се наоѓа. Така што ако ти го инактивираш патогенов користејќи многу висока температура, сега зависно од патогенот, овие протеини може да денатурираат и да не бидат функционални како антигени. Ако користиш радијација слично. Најразлични хемикали исто така ги денатурираат протеиниве, односно антигените. Така што тоа треба многу да се запази и има точни протоколи за кој патоген, каков начин на инактивација се користи со цел антигените да останат исти или прилично слични како оригиналот, така у наводници, така и епитопите се битни. Сега при внесуваме вие вакцини, всушност се внесува мало количество на антиген. Мало под наводници, едноставно внесуваш одредена количина на патогени, честици, така, и имуниот систем ќе ги исчисти, но нема да се направат нови. Нелика и живи вакцини, они пак инфицираат клетки, али во многу помала мера. Така што, да речеме, ти ставаш, не знам, карикирам сега, кажувам бројки, 1000 патогени честици, и они после долго време, правично ќе опаднат на 900, па малце ќе се размножат, ќе стигнат не знам 950, па ќе опаднат на 800, така па ќе опаднат на 700, па ќе се размножат пак до 800 и со тек на време ќе стигнат до 0, нели имуниот систем ќе ги разреши. Но поентата е дека подолго време ќе останат во повисок број.
бидејќи сепак се размножуваат. Но кај овие мртвиве, инактивирани, ти ставиш 1000 партикли и они само ќе паѓаат. Нема да има момент каде што како што опаѓа бројот ќе почне да расте. Така, секогаш само ќе опаѓа. Така што за да постигнеш некаков имунитет, треба уште од старт да ставиш многу патогени честици. Така со цел подолго да трајат. Сега ова не е секогаш изводливо и затоа често се ставаат материи што се нарекуваат адјуванси. Сега, ова се таму потекнува некој латински збор, не е битно да помогне, но поентата е на овие материи кои се додаваат имуниот одговор да биде посилен кон овие патогени честици, да трае подолго со цел да имаме подобар имунитет. И овие адјуванси често потикнуваат воспаление и овозможуваат по контролирано ослободување на антигенот. Така, значи, постепено имуниот систем да се сретнува со антигени по долг временски период. Но многу често сепак има потреба од примање на повеќе дози. Така, значи, примеш една доза инактивирана вакцина, па треба уште една примеш со цел да се стекне подобар имунитет, но затоа имаат помалку ефекти. Од гледна точка на тоа дека вакцината не може да те инфицира, бидејќи се овие мртви. Иако се случувало во 1900-тите, некои патогени да не се инактивираат правилно од некои производители. Така што во употреба пуштиле живи вакцини наместо да ги инактивираат. Така, значи, тоа е грешки во производството, но генерално инактивираните, нели, ако правилно се произведат, не треба да може да го инфицираат. И порано во тоа време некогаш можеле се јават и проблеми од некои адјуванси, но денеска се е тоа искочено од употреба и така да се многу побезбедни. Во ред. Да, ова е тоа сега што го спомнав. Нормално имате на ум и кај овие инактивираниве и кај живите опасностите, дури и нус ефектите се помалку опасни од вистински да се разболиш од патогенет организам. Така што ќе си речеш, леле, имало шанса, нели, да не го инактивираат правилно. Да, али пак најлошо што може да се случи е како да се разболен од тоа, не може да биде полошо од тоа. След на листата се антиген вакцини, каде што буквално ги инактираш пациентот со антигенот од интерес. Така, сега, овдека има нула ризик од инфекција, бидејќи нема патоген. Но поради тоа често потребни се повеќе дози, бидејќи количеството антиген што го ставаш нема да се зголеми, така, само ќе се намалува постојано, така што треба повеќе дози да ставиш за подобар имун одговор. И често потребни се адјуванси, значи како што спомнав претходно со инактивираните вакцини, со цел да се постигне подобро воспаление, со цел да имаме подобар имун одговор и подобар имунитет. Сега, некогаш тешко се постигнува теклучен имун одговор, односно теклучен имунитет, поточно CD8 или позитивните клетки, кои што треба да се диференцираат во CT-LS. Сега, зашто е тоа случајот? Бидејќи немаме инфекција на клетките, така, значи, овие антигени главно ќе бидат превземени и презентирани на MHC2 молекули, што ќе активираат CD4 позитивните клетки, така што малце е потешко да се активираат CT-LS, но затоа се даваат соодветни адјуванси. Дел од тие адјуванси може да бидат некои цитокини кои ќе стимулираат продукција на CT-LS. Сега како се продуцираат овие, односно го взимаш патогенот, така го разградуваш, има различни начини на кои може да се постигне, и после го прочистуваш антигенот од интерес, и за ова има различни технологии, каде што добиваш парчиња од целиот патоген или антигенот како поединечно, и ова после се ресуспендира во соодветен раствор и се инектира, нели, во пациентот. Барем тоа е основната идеја. Сега можеш да го добиеш антигенот директно од патогенот, или пак можеш да земеш дел од генетскиот материјал, кој што знаеш дека кодира за овој антиген, да го внесеш во некој систем каде што ќе се експресира. Сега за ова може да се користи кој било жив организам, може да се користат бактерии, квасци, фунги, квасци се фунги, паразити, растенија или пак други животни може да се користат. Значи има технологии каде што ова можеш да го ставиш у крава и да го вметнеш на таков начин така што антигенов ќе завршува во млекото на кравата. Но генерално се користат квасци, бидејќи квасците се еукариоти и се едноклеточни организми и може да се продуцираат големи количини на протеини, нели, во ферментори,
постојат такви индустрии. Значи ќе се вметне генот, ќе се вметне на таков начин да протеинот или се експресира надвор од квасецот или внатре во квасецот и потоа понатаму ќе зависи како ќе тече процесот на производство. Како да се изолира антигенот, но има различни начини кои тоа може да се постигне. Главната идеја е ќе се добие антиген кој понатаму ќе може да се стави во вакцина. Сега имало идеи дали да се користи целиот антиген, така, или пак што ако само земеме мали парчиња од антигенот, нели, епитопите кои што се познаваат и само тие да ги користиме. Така, зашто ја користиме само епитопи, мали пептиди? Бидејќи кога користиш мали пептиди, тешко е да ги добиеш во соодветната форма. Значи епитопот има одредена тридимензионална форма која тешко е да постигне мал пептид сам по себе. Така најчесто треба да е дел од цел протеин. Но за некои антигени, за некои патогени може да се направи и тоа. Се користат исто така и конјугатни пептиди. Најчесто кога ова се користи кога некој антиген не е пептид. Да речеме ова зеленото е некој шекер. Сега шекерите не се до толку имуногени, зависи кој шекери, некои може да бидат многу имуногени, но некои помали и со цел да се постигне имун одговор против нив, се конјугираат со некој друг протеин. Океј? И со тоа се зголемува целата имуногеност на овој комплекс, на овој конјугат, и може да се користи при продукција на вакцини. Во ред. Сега, адјуванците кои се користат, кои се додаваат во вакви антигенски вакцини, се тука за да потигнат посилен и посоодветен имун одговор. Така, значи, главно да се постигне воспаление и антигенот да не се искористи толку брзо. Сега, генерално, они се некои алуминиумски соли. Сега некој кој ќе слушне, леле, алуминиумски соли ми ставаат алуминиум у мене. Значи, не е тоа туку така. Ако знаете хемија, знаете дека соединенија не се исто како и чисти субстанци. И многу е битна количината. Значи, се може да биде отров при дадена количина. Сега, например, е многу интересен пример кој го сакам да го давам, е натриум хлорид. Така, што е ова? Изгледа страшно, но всушност е сол, која јадеш секој ден. Сега, натриум сам по себе, кој ќе стане во водна средина, е експлозивен. Така, значи, реагира бурно со вода. Хлор, сам по себе, или Cl2, се користи како вакво отровен газ. Се користил и во Втора светска војна. Го користиме нели за дезинфекција на вода. Али кога ќе дојдат заедно, прават сол која ја јадеш секој ден. Друг пример е H2O. Ова е вода, или ако кажам дихидроген моноксид, ќе ви звучи пострашно. Кислород знаете дека е потребен за да гори оган. Водород се користи како гориво, го користат во ракетно гориво. Така има колиденс како работа на водород. Знаете дека е експлозивен, запалив газ. Сега ова потикнува да може нешто да гори, ова е запалливо, а заедно кога ќе дојдат гасат оган, така прават вода. Поентата ми е дека соединенија не се однесуваат исто како чиста супстанца. Океј. Сега, освен алуминиумски соли, се користи некои бактериски антигени, бидејќи одредени антигени од бактериите, имуниот систем толку често ги сретнувал во текот на еволуција, што многу бурно знае да реагира против нив, потикнува воспаление, така например липополисахариди или некои бета-глукани од фунгите и слично. Значи тоа може да се комбинира со цел да се постигне подобро воспаление и може да се дават некои цитокини. Така ако сакаме да потикнеме соодветен имун одговор, може да се додадат соодветни цитокини, така што тоа ќе се постигне. И за крај ги имаме ДНА, односно РНА вакцините, односно вакцини кои користат нуклеински киселини. И овие вакцини за вас најверојатно звучат така најстрашно, генетски инженеринг, генетика, мутации и слично, но не се страшни, значи слушајте ме. Да речеме дека тука имаме одреден патоген организам кој прави одредени антигени. Така, го наоѓаме генот кој што ги прави тие антигени и го изолираме. Така, значи тој може да биде во форма на РНА или ДНА. Ако е РНА, обично со реверзна транскриптаза го правиме во ДНА, но не ви е сега тоа битно. Исто така користиме плазмиди кои што се наоѓаат кај некои видови бактерии. Плазмиди се екстрахромозомски нуклеински киселини кои што бактериите си ги користат за хоризонтален генски трансфер. Значи се разменуваат моментално гени за резистенција кон антибиотици, но разменуваат и други карактеристики. Сега, користики ги тие, ние можеме да вршиме генски инженеринг. И ова се прави уште од многу одамна, се користат плазмиди. Постојат и други технологии, други начини, но ова е најчестото. Значи, овие плазмиди
можат да бидат сецнати на одредени позиции користејќи ензими. Така различни ензими ги сецнуваат на различни позиции зависно од секвенцата на плазмидот. Сега можеме да го сецнеме например тука и тој ќе се отвори и ќе го вметнеме генов, така, ќе го вметнеме генот на таа таму позиција. Океј, кај што ќе го биде сецнато. И тоа што сме го добиле е следно. Така, дополнително можеме да вметнеме и друг ген, пример, кој ќе кодира за одредени цитокини, кои може да помогнат во воспаление, така што вакцината функционира подобро. И ќе сецнеме например тука и тој ген ќе го внесеме таму. Океј. И сме го добиле следно во ред. Сега, тој плазмид, вака, можеме директно го внесеме во човекот, значи плазмидот се става во одреден раствор, кој што има и други материи, и тој може директно се внесе интрамускулно. Или пак може, и ова се прави уште од многу одамна, плазмидите се ставаат на златни зрна, кои се многу мали, значи зрна од злато, и се впукуваат директно, значи има едни генски пиштоли се користат, и ова се прави на растенија и на животни, каде што буквално плазмидите се впукуваат внатре во клетките. Сега во инвитро технологија овие плазмиди може со електропорација да се внесуваат внатре во клетки, но ние не правиме инвитро, ова е инвиво, така, значи на големи живи организми и така се внесуваат плазмидите. Сега плазмидите да прават генетски инженеринг, но не е секогаш до толку успешно и не трае до толку долго. Значи клетките се има одреден обрт на клетки, така што промените не траат трајно, така зависи, некојаш траат подолго, некојаш пократко. И сега поетата е овие плазмиди ќе завршат во клетките. Сега со вакциниве битно не ја завршат во дендритични клетки, може и во други клетки каде што ќе се експресираат протеини, но сега земаме пример дендритични клетки. И сега кога ги завршат натре, машинеријата на самата клетка ќе ги експресира гените кои што ги вметнавме плазмидот. Така, значи генот кој што ги правеше овие овдека антигени и тој за цитокини. И ќе почне да ги продуцира тие протеини, дендритична клетка, бидејќи се продуцира внатре клетката, ќе ги експресира на МХЦ класа 1, но исто така, бидејќи е дендритична клетка, преку крос презентирање, ќе ги презентира и на МХЦ класа 2. И сега нашиот имун систем може да ги сретне овие антигени, исто така може да вметнеме и ген за да се експресираат и да се излачуваат во околната средина, односно да се секретираат, така што нашиот имун систем ќе најде нив и ќе потикне имун одговор против истите. Така што наместо да го внесуваме антигенот директно, го внесуваме генот за антигенот и нашето тело самото си ги прави тие антигени, тие црвениве протеини. Океј, значи сега може да се збунив, но ако немате некои предзнаења, ќе ви звучи конфузно, но не е ништо комплицирано. Го земаме генот, го ставаме плазмидот го внесуваме у нас и нашето тело ги експресира тие протеини и едноставно телото се имунизира. И ова нема трае трајно, така, значи овие плазмиди со тек на време ќе бидат разградени и овој црвениот протеин нема веќе да се експресира, така ќе прекиде тоа. Генската терапија не е трајна. Овдека имаме рекомбинантни вектор вакцини. И ова е многу интересно и одреден дел од ковид вакцините се вакви. Ќе видиме у третото видео за вакцини, ќе разгледам подетално, но идејата е исто, го земаме генот кој што го прави овој антиген, така, и го ставаме во друг вирус. Значи има одредени вируси кои што се користат за генски терапии и се користат како вектори. Така, значи може да користиме плазмиди, може да користиме вируси. Обично се користат аденовируси и го земаме генот, го ставаме кај аденовирусот и сега тој ген е кај аденовирусот. Аденовирусот го со тој аденовирус го инфицираме човекот кој што сакаме да го вакцинираме. И аденовирусот ќе инфицира одреден број клетки и тие ќе го продуцираат црвениот антиген, кој беше кодиран од овој ген. Така, и бидејќи е сепак вирус кој ќе инфицира и тоа ќе трае малце така подолго време, ќе се потикне подобар имун одговор. Така, значи не мора да се додаваат адјуванси. Во ред. Овдека имаме една убава шематска презентација тоа претходно што го зборев. Значи овдека имаме вирусот на западна нилска треска и ги имаме овие сини протеини и овие зелени протеини. Значи E протеин envelope и M протеин membrane. Во ред? И ги наоѓаме гените кои што ги прават тие два протеини. И го наоѓаме зелениот ген и го наоѓаме синиот ген. Во ред? Сега, ова е RNA вирус, така што треба со реверзна транскриптаза да направиме DNA. Сега, таа DNA ни треба само нас овој дел. Така што ќе користиме праймери за тој дел, ќе го амплифицираме, ќе добиеме многу фрагменти и со тоа можеме да инженерираме многу плазмиди.
тие плазмиди можеме да ги растеме во бактерии, така што добиеме повеќе, бидејќи не можеш да амплифицираш плазмиди, циркуларни се. Мислам, можеш, ама не е баш така едноставно. Многу е полесно бактериите да ни ги амплифицираат. Потоа, од бактериите ќе ги изолираш сите тие плазмиди, ќе ги прочистиш, ќе добиеш фракција, ќе ја прочистиш таа фракција и едноставно го користиш тоа како вакцина. И после тоа може да се достави дали со игла, дали со може да златни зрнца да се стави, па со генски пиштол да се внесе, но тоа генерално не се прави. Ова сега вака може да звучи конфузно, бидејќи брзо го објаснив, веќе изморен сум на крајот на видеото сум, но ќе го објаснам пак во третото видео, значи ќе говориме за ова пак. Сега сакам само да видите како е лесно да се инженерираат плазмиди. И за крај сакам да добиете онака само една општа слика како изгледа инженеринг на плазмиди. Дека ова не е ништо страшно, едноставно е фри, достапно. Буквално откуцав на Google Plasmid Creation, ми отвори некои веб страници, избрав една и еве креирам плазмиди. Иако постои многу други ресурси кои можете да ги користите, но идејата е таа. Сега ја имам некои познавања од генски инженеринг, онака површни, но ако имате познавање од биологија, од повеќе сфери од биологијата, и почнете да читате за генски инженеринг за година-две, ќе знаете прилично доста. Океј? Имам многу ресурси на YouTube како се работат одредени протоколи и слично, но ајде, да почнеме. Значи идам нов проект, Create Construct, значи 15 минути само ја разгледав страницава и сега пробувам да направам нешто, колку да видев како функционира. Ставиме овдека, крстиме тетанус. Нема врска. Значи буквално избав плазмид, имаш готови комерцијални вектори. Плазмидите се вектори, има и други вектори, нели? Јаденовирусите се вектори. Избрав бактериски плазмид и ставив. Океј. И сега идеме Create Construct. Океј, еве го. Ајмо се да сумираме. Овие вака што ги пише овдека, тоа се места каде што рестрикцијски ендонуклеази може да сечат, да го сечат плазмидот за да инсертираш нови секвенци. Бројките се на кој базен пар се наоѓа таму. Во ред? Целиот плазмид е 5755 базни пара. Океј, што имаме друго? Имаме, што е ова? Стиснам овдека, што пишува? Лак промотер. Океј, ова е промотер за овој овдека ген. Ова е ген, нешто за лактоза, мислам дека беше поврзано. За селективна подлога можеш да користиш. Ова е ген за резистенција кон ампицилин, антибиотик. Едноставно ставаш антибиотик, така што другите бактерии ќе умрат, само тие кои успешно влегол плазмидот ќе преживеат, бидејќи се резистентни. Ова е место каде што се реплицира плазмидот и така таму, има различни делчиња. Океј, сега ние можеме да додадеме делови. Сега знам дали може кај било да го додадам, знам дека може да сменам. Например, што е ова? МБП. Не знам, ќе го смениме со нешто друго. Ќе додадеме тука некој ензим. Океј, или ај вака. Ќе додадеме друг промотор. Ќе идеме еве кај ампицилин. Ќе додадеме некој промотор. Вако. Сега не знам кој е овој, ама некој се подобре, некој полоши. Replace. Океј, сега имаме друг промотор ставив на плазмидот. Океј. Стиснеме овдека, ќе видиме секвенцата. Океј, ова е друг промотор. Сега ампицилинот пак ќе се експресира со друго темпо. Ајде, не знам што да направиме. Да додадеме нешто друго. Така, например, можам да изберам некој дел. Кај се овие рестрикцијските бамхи. Тука, добро, гледаме до кај сече, која секвенца да сече. Во ред, ајде да најдеме нешто на интернет, новел да додадеме, нешто ново. Што направив? Еве, го крстив ова тетанус, таа идеја ми падна, како може некој да се инженерира нешто рандом. Откуцав да видам геновот на Clostridium tetani. Така, и го гледам тука, добро, има различни работи, имаме дека некој плазмид. И добро, го гледам плазмидов PE88. Океј, го откуцав у Google, плазмид PE88, ми скача некои работи, стискам на прво. Еве да видиме, complete sequence. Океј, и гледам тука, читам, и добро, и гледаме различни гени, и што кодираат. Така, и си идев ја вака, надоле. Кај беше сега тоа да го побараме. Транспортаза, не ми треба тоа протеини, досадни ми се. Хипотетикал, интеграза. Сушто може в срч да стиснам само побрзо ќе го најдев, но Ген, тој, се наоѓа тој базен пар. Добро, кодира за тетанус токсин. Еве како се транслатира. Така,
но можеме да добиеме секвенца. Ќе стиснам ова дека, ме носи дека. Добро, што имаме тука? Еве го, добро, кој регион, бла бла бла. Еве ја секвенцата. Можеме транслатиран да го добиеме, но го добиваме транскриптот. Една вака, копи. Добро, се враќам сега на страницава. Таму тој дел кај што сме го селектирале. Идам секвенца, insert. Target position. Ајде избереме тука target position. Добро, секвенца, insert, бап. CTRL-V. Автоматски ми ја транслатира. Можеме да ставиме реверзно или не. И стискаме ОК. Бап. Го внесовме тој дел таму. Океј. Сега, може вакви работи многу да си додавате. Можам сега да му ставам некој промотор. Кај е тоа што го внесов? Ова изгледа. Добро. Може сега некој промотор да му ставиме тука? Или ќе осмени целото? Не, го избриша. Океј, нема врска. Но ако се снајдете као се ова функционира, можете да си играте многу работи. И добро, кога ќе го направиш тоа што сакаш, си го нарачуваш. Океј, што му е проблемов? Ордер. Еве го. Стискаш тука, add to cart, си го нарачаш, ти стигна плазмидов и дома ако си имаш ко мини лабораторија, можеш со електропорација или има и други методи да влезе плазмидов во клетки, па ќе ги селектираш користејќи антибиотици, тие кои се успешни, па ќе ги размножиш и ќе си добиеш генетски инженирана бактерија дома. И не требаат некои големи пари за ова, со неколку ако имаш веќе опрема, ако имаш пипетори, ако имаш фласкови и слично, со 1000 евра ќе завршиш работа. Ако немаш, неколку 1000 евра, ама пак не се некои огромни пари, кој знае што дека ти треба. И што можеш да направиш? Направив плазмид, во овој плазмид ставив ген, ево се вратам всушност. Додадов ген нели за тетанус токсинот. И сега овој плазмид можам да го ставам во например бактерија која често ја има, не знам, некоја стрептокока. И ставаш и некој после се разболи од грло, стрептококална инфекција и всушност таа почнува да лачи тетанус токсин и умре човекот. Поентата да ми е генетскиот инженеринг лесно се прави, ама и не е така лесно. Треба да си има некои предзнаења и разбирања. Но е релативно лесно достапен. Не е нешто дека се прави кој знае каде на некои тајни лаборатории, чудно, таму, дека некој скриено знаење. Секој може да научи. И тоа ми беше главната поента. Значи, ја буквално со 15 минути рчкање можам да се снајдам како да направам нешто што може да биде нели фатално или не знам, слично. А не пали, добро, имаме среќа терористи, со ова не се замараат, ама ако се замараат ќе беше страшно. И тоа беше се за ова видео. Сега накучивте нешто ново и ќе се видиме у следното видео, каде што пак ќе збориме за вакцини. Довидување.